Снег, дожд и студ пред Нова година, особено в среда и четврток, предупредуваат метеоролозите. Како што информираше дежурниот синоптичар Ленче Ризова, од ноќта кон среда се очекуваат обилни врнежи од дожд, кои на повеќето делови ќе преминуваат во снег. Од сега гледано, последните денови од оваа година ќе бидат доста студени, потенцираше Ризова, со опаѓање и на дневните и на утринските температури. Кон крајот на денот утре веќе ќе потпаднеме под влијание на влажни воздушни бранови, така што кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд, кои што ќе започнат најпрви во западните делови и постепено во текот на ноќта ќе се прошират и кон централните подрачја. Во среда ќе имаме претежно облачно време со повремени врнежи од дожд и овие врнежи ќе бидат пообилни во текот на ноќта кон четврток. Врнежи од снег можни се и во некои од повисоките места во четврток, особено во предпладневните часови. Така, дожд и снег утре кон крајот на денот, особено во среда и четврток, повеќе во предпладневните часови. После тоа имаме стабилизирање, благ пораст на температурата имаме во недела, а еве од сега гледано, таму во последните денови од оваа година ќе имаме заладување, опаѓање на дневните температури. Врнежите од дожд и снег се очекуваат да престанат кон крајот на петок, а потоа следува студено време до крајот на годината, потенцираше Ризова. Стабилизирање на времето имаме од петок, меѓутоа ќе биде постудено со сончеви периоди. Стабилно време ќе се задржи, се до крајот на оваа година, може да кажем, до крајот на месецот и до крајот на оваа година. Имаме и нешто пониски утрински температури. Иако синоптичарите најавија постуден бран пропратен со врнежи, сепак и индексот на квалитетот на воздухот повторно бележи високо ниво на загадување. Во моментот индексот изнесува 108 ниво штетно за здравјето, што значи дека лицата од чувствителните групи може веднаш да ги осетат ефектите врз здравјето. Здравите лица може да имаат тешкоти при дишењето и иритација на грлото со продолженото изложување. Се препорачува ограничување на активностите во природата.